вечер, Агенда 21, епизода 5. Дали сте слушнале за цел еден процес наречен од лулка до гроб? Дечки? Американците се што ќе измислат, значи од лулка до гроб, може би морбидно тоа малку звучи, ама тоа ви е најпознатиот еколошки едукативен процес на планетава Земја. Целата идеја е да се избегне фрлањето на ѓубре по депонии. Што ме гледате? Мислите дека тоа е невозможно? И јас си мислев до вечервата, ман ќе помислиш дека знаеш се за некоја тема и еве ти жив доказ дека не е така. И А вечерва што ќе биде музички извор? така да, многу соодветен. Така? Да, Јохан Штраус втори, Јохан помладиот, Помладиот. најмладиот син. Вие сте ја чуле на убавиот син Дунав, там да, пляп, пляп. Да. Тамане за лулка до гроб. Да. Тоа е авторот. Инаку е татко на денс музиката. Оти Така е. тие валцери кои играле велелепно, тоа Револуција изгледало. било И тоа тоа. навистина се првите тие групни денс журки, да ги Кога наречам. почнале да играат. И го слушаме него. Преубава музика за ваква претешка Тема. тема. Пуштај. Да. Ја мислам само ќе се пушти. Веќе пазов. Уште едно кречење имам јас, готово. 10 3. Дека Јохан Штраус втори? Така па два пати треба да ти. И мене ми текна тоа. Многу е мал процентот што се рециклира од пластика, тоа знаете, така само 9%. Со букви и бројки во овој систем, кој што ние го живееме, поточно, и за кој што ќе говориме вечерва, ѓубрето може да се користи повторно и повторно, се И за тоа е дека главната идеја, извини, Така тоа е. е главната идеја. Се- Ѓубрето да се користи повторно, додека не се постигне таа оптимална потрошувачка секојдневна која што ја правиме реално ние луѓето. Да. Јас за разлика од Кристијан, еве учам и читам. А Тука ти имам учиш и податок. читаш? Да. Да. Значи срце, нула отпадот се однесува на спречување на отпадот. Тоа ти е менување на целиот систем. Имаш елиминирам, намалувам и повторно употребувам. Ај повтори се, елиминирам, Елиминирам. Намалувам и повторно употребувам. Ама ово ич не ти е лошо. Знаеш, јас употребувам, рециклирам и менувам. Применливо како јас и ти во случајот. Па и во минатиот век беше исто. Исто. Употреби, Употреби, менувај и фрли. И фрли. А денес се рециклирај. Како не ви досади да се расправате? Не знам. Стварно, не сте интересно. А не, а вака Можете ова се да го правите надвор, на некоја клупа, на некоја депонија, седнете си на тоа ѓубрето. Добра идеја, на депонија. Кај тие расипаните телевизори, ама и вака не ми личите дека сте така некако фини, приватни, дека сте во врска. За сериозно сте, мислам, у наше време. Не, со неизен шанси не. Не. А не сте ни за сериозно? Ништо мене не ми е јасно, Джамбазов. Ама за ова ич ѓубре без отпад, пак да ви кажам дека е потребно да се вратиме на темата, пак е потребна владина регулатива. И да сакаш ова да го спроведеш. Се повеќе и повеќе, ја мислам дека без закон ништо не можеме да правиме. Да, така малку фашизоидно звучи, ама не можеме да се контролираме без некакви регулативи. И што мој мајка? А хитри си Казна, сите, бе, да, казна, хитри кој си ќе го хитри. казниш, ќе научи. Ако Така е е. мала казната, нема да научи. Втор пат, кога ќе го казниш дупло, тогаш има шанса. Третиот пат на тоа дупло, сигурно ќе. И тие зимаат возачка. Значи, дечки, од лулка до гроб. Што е идејава сега? Значи, прва фаза екстракција на ресурси, втора фаза производите губат рок на траење, се употребуваат ова и завршуваат во така наречен гроб или депонија. Да не излезе дека не истражувам и дека не читам јас, зашто те видов како изреагира кога Игор кажа гроб, он не мисли на таков гроб. Сака да каже дека се што поише ги рециклираш пластиката, тие може повторно и повторно да се користат за да нема толку многу отпад. Капиши, Бела? Ни бела ни црна, до крај да не си ми се обратил. Јасно? Инаку, само за твоја информација, во светот постои Светска банка. И тоа не е банката што ја гледаш по билборди тука кај нас. Туку, таа Светска банка во 2012 година изјави дека 1,3 милиарди тони комунален отпад бил произведен, и тоа само од урбани популации. И проценката е до 2025
дека таа бројка ќе достигне 2,2 милиарди. Многу бројки се оле. Многу. А тоа значи дека се повеќе и повеќе ќе се гради, што Да. повеќе се гради, ќе биде поголема бројката на цврстиот Отпад. отпад, значи ќе треба повеќе место за да се депонира тој цврст отпад. Да. И све е исто како кај нас кога да е во светот исто, кај нас се гради како да сме Јапонија или овие како се вика Тајван. Да, да. Тајван бе, Тајван, се Тајван, гради, да. Ама кога градат како холограми да ќе живеат у зградата. Абе, ако имаш 50 стана, треба да направиш 50 паркинг места. Така е. Па и тоа белја, нема секое семејство по една Точно. кола, има по две, поише, да не да. кажам и по три. Точно. Да. Точно. И така се создаваат тие значи едноставно не знаат што да прават тие што градат огромни објекти, што да прават. И офрлат на измислени, диви, нелегални депонии. Така е. Знам дека се нервира Шаров за депонија, ама тоа е суровата реалност во која живее. Многу се нервира кучето, значи и овие двајца, многу. Види како се нервира за депони. Во кантите за селектирање отпад, кои што ги има насекаде околу вас, се пишува точно што, како треба да се селектира. И ги има се повеќе, дури и јас ги забележувам. Затоа што јас доаѓам ретко во Скопје и кога Така, доаѓам, повеќе ги забележувам промените од вас и сега се изненадив последниот пат кога дојдов дека на вистина на секоја поголема улица имаше по неколку такви пункти. Така е. Ама се обратно фрлаат. Тоа е до народот, но ова Ама што- важно е да фрлат. Да, важно. А дали е се ослободи фрлено на точно место, тоа не е точно, ама сега. И има право Игор кога вели дека нели се повеќе и повеќе се гради и како што расне процентот на урбанизација, што значи тоа? Дека моќниците од градежните компании градат и тука во комши може да видите дека се изградени, дека нема каде да прошетаме 2 чекора 3, но отпорот од страна на граѓаните се намалува. Значи правилото на посилниот. Тоа е загрижувачки. Што би се рекло овие што добиваат да градежни дозволи и помало отпор од страна на заедниците, народот спие, овие градат, другите загадуваат. Значи мора да се задржат материјалите во линеарен систем за да биде тоа почесто, сваќате. Така е. А каков е тој линарен систем? Па кога ти викав на математика да се запишеш, ти не на глума ќе се запишувам. Па сега за линеарен систем ќе ме прашуваш. Колеги, поправете ме ако грешам. А ние за линеарен систем. Линеарност е рамномерност. Добро. Има ист раст и пораст на ист процент. А што ме гледаш сега дека и процент не знаеш што значи? Ама не се занесувајте многу. Од мене научи што е екологија и рециклирање. Уште од гласна куќа ми праќа стикери. Еколошки стикери. Ние ако сметаме да се излеземе. Така е, ја да мислам оставиме што децата. да се излеземе, оти ова. Многу сте ми чудни, да ви кажам. Ја во младоста, Весна, не губевме ние многу време на алгебра, математика, Тебе строго што ти беше најмногу? хемија, Физика биологија и гравитација. И гравитација. физичко. Не, физичко најмногу. Погрешка као влегувам у женско. А они во тие црвенките, добро. Во кој црвенки? Друг пат ќе ти кажам. Еве, во наредните епизоди, да ви кажем право, Бубо и Бобо ќе си ги оставиме вака јарон на рад. Кој е трикот за А војно они кога отпад? ќе не остаат на рад? Ја не знам, ќе ги оставам ја дома. Не ги носам. Нема веќе. Кој е трикот за овој нулта отпад? Значи, ич отпад. Полека, но сигурно и стратегија за нови бизнеси. Така? Заедници, индустријски сектори, училишта, прво и основно се заштедуваат пари, а кога сме веќе кај парите, тогаш е многу интересно ѓубрето, кое што нели носи многу пари. И ако намалиме отпад, намалуваме трошоци, така? Тоа е целата идеја на овој концепт. Се уште бизнис број 1 во Чикаго. Јубре. Ѓубре, така е. Тоа би значило дека употребливиот материјал повторно би се употребил. Зборуваме се за во домашни услови, знаеш, што ќе откриеме уште малку, ама зборуваме нели ако почнеме да размислуваме дека можеме да постојано да живееме во тој еден круг кој што нема да правиме, односно тоа ѓубре што ќе го правиме, да може да го рециклираме и да стигнеме до таа Дечки, позиција. ова не е некој научно Не. фантастичен филм. Ова на планетата се случува Се на многу случува, да. места. Ние зборуваме како да е нешто. Тоа е начин на живење, лајфстайл. Да. Еве Игор дека знае хемија, тука имам Да, и напишано Игор многу дека знае тој хемија. елемент се ослободува со природно распајање, поточно на отпадот. Се ослободува водород сулфид. Од друга страна, Водород сулфид. Е тоа. да,
водород сулфид. Добро? И Опасно тој звучи, е но се голем причинител за зголемување на болести, на пример рак на бели дробови. И тоа се доаѓа од отпадот, со негово разградување. Тоа значи дека нулта отпад дава шанса материите да се употребуваат повторно, Така е. и повторно со кој што се намалуваат трошоците за живот. Апсолутно. Ама за да живееме еден ваков лајфстайл, Да. треба ние да си го смениме начинот на Па сменете размислување. си го со Јована. Ние што да менуваме, мислам, ние што сме можеле да смениме, сме смениле до сега. Сега што да смениме уште? Инаку, има информација во 2008 првата жена која го започнала овој процес на нулта отпад се вика Беа Џонсон од Калифорнија. И за неја прво ја земале дури за мајтап, некој боемски живот ја нарекувале, ама потоа од кога напишала книга, како Библија една за овој нулта отпад, била преведена на 30 јазици. Бестселер. Да, Нешто да. слично како Игор што пишу. Книгата се вика Библија на прогонувачот. Сега, ако ја возможува, таа има една метода, тоа како што ние работиме по разни методи во актерската игра, таа создала еден сет од методи како тоа Што се тоа мерки, нешто што? Не, како да живееш. Како да живееш и као концепт, као дисциплина, да речеме. Абе, лајфстайл во Да, зборовотребите, така е. странски зборови. Сега, од друга страна, Начин таа на тврди живење. дека треба да стимулира некако и државата, за да можеш ова да го правиш, нели? Ако го правиш ова, да имаш бенефити од државата, да може да те ослободат од известни обврски. Сега, овде, јас размислив да ви кажам право, овде не може контейнер да погодат, па уште ти да им раскажеш за Беа Џонсон од 2008, па уште да ми ја понудиш Библијава за нулта отпад. И реално кај нас ова не верувам дека некојаш би профункционирало, а искрено со оглед на тоа дека постои хиерархија на отпад, уште помалку. Јас сум оптимист, ова е чудно убава звучи, нели, приказна. дека нема хиерархија во ѓубрето, има дури и во ѓубрето. Има. И на врвот сега кој е, тоа е нуклеарниот отпад. Ете така. Тоа е нешто најстрашно, дечки. И затоа Значи, вие не бевте ни родени, да има 30 години од тогаш, Така. 20 и нешто, Черногор. се бомбардираше на неколку Ајде, се за километра Черногор, од ти Скопје. да. И кога се бомбардираше На- Косово, НАТО бомбардирањето на Косово и Нова, и се сеќам дека во тоа време одевме на средно водно, ноќе, да гледаме што се случува. Ги гледавме сите тие ракети. ракети, тие експлозии, и јас многу добро се сеќавам на мирисот кој стигна до Скопје уште Така на е. третиот или вториот ден. Имаше еден мирис, најодвратен, и точно знаеш дека прв пат го помирисуваш такото нешто и тоа беше многу страшно. И сега замислете што се случувало со луѓето кај што паднале тие мислам кај што се жариштата на тие Да. бомби. Па Што нема се што случува? се случувало, jer имаше податок еден дека каде што паднале да речеме во близина на Косово, нели во Да, ракетите. да. И се Нема појави- повеќе да. живот во тие Да, да, да. села. Нема до инсект снемува. Да. Не живи суштества, до инсект снемува. Језиво. Да. Значи има правило Напишем. како може да се живее според нулта отпад и како можеме ние тие да ги применуваме. Да, Едно од правилата е да се купува на големо. на големо. На големо. Добро. Тоа има логика. Баш мислев да се А што, натоварам. како не разбирам стварно? Зашто има логика? Па затоа што Па не загадува, не троши кесички. тоа. опаковка. На опаковки. Да, да, И јасно баш е. мислев да се натоварам Јована, зашто сакам на овес да јадам. Добро. Да иде да купи една цела вреќа. Вреќа овес, Ти да ја носиш. ниту загадува, ниту троши си пакување. зобе. И само една кесичка напуни вреќата, Така. јади само 6 месеци овес. Со вода. Со По вода. можност. Со вода. А другата што идеја ба- знаете која е? Сам да си правиш средства за чистење. Например, Кристијан дека Тоа е цело убаво, време да. е пипиревка по дома пред Да. мајка му Пипиревка и игра, да. чисти. Значи слушај сега, имам рецепт за тебе за едно средство кое нема да има токсини и химикали. Добро. Чуј. Ајде, може и јас да го слушам. Ајде. Го Сода запамтам. бикарбона, Да. Добро. оцет, Оцет. Оцет. 2 литри вода Добро. и на крај етерично масло. Какво А, масло? етерично за да Етерично, мириш. за да мириш. Лаванда бе ќе ставиш. лаванда. Да, ама може. нема токсини. Нема. Нема. Не. И чистиш Со ова и површини. чисти, да. Се чистиш. Значи го чекам Кристијан со џогерот. Јована, ќе Кај те сите нас оставам. да дојдеш. Ќе те оставам, не ме нервирај. И да ме рециклираш најдобро. Ќе те Ама не можеш. рециклирам. Јас сум како прочистувач на воздухот. Така, и џабе Да. спие. А ја па деца гледате, цел живот сакам да бидам најобичен водоводжија. Ама сериозно, водоводжија е една толку благородна професија. Значи,
Има ли некој што повеќе од водоводжијата утешува уцвелени жени, разведени, остаени, теткици у години? Не знам зашто мене ме гледаш. Си ја следела тој дел од филмската уметност, се сеќаваш? Ама не, па мене ме гледа за водоводжија, да утеши стари дами, оставени, разведени. Вака се, мене кога ми дојде водоводжи едни застанав и која и цевки во старата куќа која поправа, кога ми дојде едни батки Конан браќата, и побегна, ти кажам, право не ми бе нешто привлечни, но јас искрено не сум помислила на моментот водоводжија да ме утеши. Има начини. Може, треба да размислам. Преедукативна стана емисија. Добро, деца, што научивме денес? Што научиме, што ме крати? Зошто ја не ми даваш да сонувам за водоводжија? Знаеш дека тоа е добра идеја, да ти дојде водоводжија, да здраво, што имате за поправање? Кој има за поправање тука еден Неколку чешми има. И му ги пуштам кучињава Арон прбом. Водоводжија, ни чешма, ни бутор има да биде. Имаш број и можеш да се јавиш 070-236-000, еколинија, и реши се од твојот електронски отпад. Не е тешко, нели? Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Рамнотежа, ведрина, здравје, добра вода баланс, повеќе од вода. Да. Имате стар фрижидер? Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad, немате iPad. Не се троши iPad. Да, имате обичен андроиден таблет, да. Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрлај каде што ќе ти текне. Црти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад. Природата е жртва на човештвото, со години, со векови, со генерации. Водата е движечка сила на природата.
сме немокни пред силата на природата. Оно што го спасуваме ние, не спасува и нас. Затоа јави се на 070 236 000. Драги мои, веќе знаете дека нашите гости се популарни личности. Од сегашните епизоди ги видовме Пере Нокаут, Тони Михайловски, го видовме мојот колега Џон Илија Апел Грен. Но вечерва ќе вдомиме, ќе нагостиме еден од помладата генерација, еден по кој вриштат девојчиња во адолесценција од 11 до 15, но и од 16 до 19, како и они од 20 до 24, може би и они од 25 до 30, но никако оние над 70. Вечерва во Агенда 27, Таско. Чути мојата генерација. За обата најава. Било ми е што сум овоште емисија. Добре ни дојде. Сакаме Весна и Добро јас да време. дознаеме што мислите младите на оваа тема. Имаме ние двајца тука млади. Ама тие се некако под наша контрола, сепак имаме ние влијание некакво над нив, знаеш, што ќе каже мама Весна, тоа е тоа. Но што се случува зад кулисите на Па види, генерално, мојата генерација и некој така тука негде плюс минус 2-3 години и помлади од мене 2-3 години, некако сме свесни во врска со целата ситуација што ни се дешава во поглед на тој еколошки план за заштитување на животната средина. Еве и зелено си облечен, например. Да, зелено баш. Немој да ми кажеш дека е случајно. Јас знам дека не е случајно. И зелената апликацијичка на патиките. Да. Подобри се моите маси, се мора. Добро, ти си олдскул, ти е се суперстар. чистиш. Муаветот ми беше дека не знам ние како уште од да речем уште од деца некако па на тие екскурзии кога идевме и кога не носеа на некои збиднувања па имавме нели оние како генерално сите да се собереме у школу па да го чистиме школскиот двор. Да, тоа дури и ние го имавме. Па некако сме посвесни да речеме во тој план и генерацијава моја стварно ме изненадува во многу наврати на пример. Како? Ете, тоа се случува, например, ќе седнат у парк, ќе пијат вино, например, или било што, не мора да е вино, знаеш, така се дружиме, мислам, така сме се дружели ние како тинејџери. Ќе си го соберат ѓубрето, дали било фестивал, дали било седење на клупа, дали било висење негде, мислам дека почнува од таму, а завршува на поголемо ниво. Имам многу добри пријатели кои се, например, во некој тип на здруженија, како што се, например, како се чекај, не ми тече. Во принцип, знам дека вие имаше- младите со телефоните живеете и тие телефони на вистина отвораат хоризонти. Сега е многу полесна таа приказка кај вас да сватите некои работи многу побрзо отколку нашата Па да, генерација. информацијата е многу подостапна денес. Апсолутно, и луѓето млади гледаат каков е светскиот тренд. Да. Гледаат дека планетата оди во Памтам, неповрат и имаше дека нешто некојаш, треба да се... како баш сега ми текна апропо на ова што го кажа, имаше журка една каде што се организираше, мислам дека Пакома ќе организира, мислам или беа спонзори на истата журка каде што влезот беше као 10 пластични шишиња да донесе. Така е. И картата беше кон носи 10 пластични шишиња имаше и добар влага. пиар концепт, Да. се сеќавам. И Да, еве тоа е баш тоа концепт. се случуваше и тоа мислам тоа е еден концепт кој што може да се изведе на многу лесен начин, ќе привлече многу внимание. Еве на идеја младите. за турнеја. Да. Идеја за турнеја. Да. Зелена турнеја. Зелена турнеја. Да се собереме активисти, изведувачи од сите генерации и да го правиме тоа. Влезот да биде во рециклиран Во отпад од рециклиран, било да. која Сакаш. електронски, пластика и така. Да. Ова конкретно мислам дека тогаш беше со шишиња, меѓутоа не мора да значи Секретарка да ги запишува ли овие идеи? Не можеме се да памтиме.
Буквално да им го направиме ти имаш- потежок животот Ама на ти имаш нашите милионска публика. генерации. Значи без зезање, тоа не се купени кликови, купени гледање, туку практично тоа се милионски Да. гледање. Да си помислила некогаш дека преку твоето влијание можеш да направиш песна, да испратиш порака на твојата генерација? Петрушевска. Не. Исто Па да. мислиме. Да, тоа е прашањето за него. Како идол на една генерација, Да го не искористиш прашувам тој. дали чувствуваш потреба. Сигурен сум дека чувствуваш потреба да го пренесеш тоа. Па да, реално мислам не сум се нашол во таква ситуација каде што би можел да го направам, тоа и не ми дошло во некој момент да го направам, меѓутоа кога веќе го спомнавте, знаеш, може да се направи, стварно може многу добро да се изведе. Ја кога бев тинејџер мислам дека Тони Зени Сладкар имаа песна Биди зелен ти. Им се викаш и он има песна Ма ја баш за имам тоа. зелено, имам јас пред 30 пред години. 30 години. Да, значи оваа генерација сега. Па тоа ти кажам, значи треба да се влијае само Така, некако така, на таа генерација, а тоа е добра идеја што може да се направи, може да се реализира. Да, ќе правиме со агенда 21 ние еколошки каравани, втор ќе пееш или трет? Па кој сака да следе, како сакате, ама да ме планирате обавезно. Баш ми е драго вака што размислуваш, ти и јас сега се запознавме. Да, па и со Да, него. и Да, се но запознам, по она што те гледав на екран и што ја слушав твојата музика, тоа си ти. Како што те замислував, тоа. Така е. Се надевам, да. Сега, кажи ми како се по дома? Организирани сте некако зелено еколошко? Сега си тазе во нов стан. Во нов стан. Си имаш и партнер со кој Да, живееш. да, Тоа се два мислам- карактера, претпоставувам, Така е. различни и тоа За обично ти рециклирање ние се тоа врзуваме обавезно. така, различните Значи, карактери. обавезно тоа се селектира отпад кој каде се фрлира и тоа што има и канти посебни за фрлање отпад баш таму. Као тука се не знам, таа е за батерии, за електроника, оваа е за хартија, трета е за Воопшто не е стакло. компликувано. Воопшто не, никако, во ниеден Треба случај. само Ој народ има Гледаме- кочници за се што е ново. Да, Знаеш, малце се така со ручна дигната Како што викам како ќе тетките видат кога нешто. ќе го видат тој контейнерот, како нашите баби на времето кога Да, ќе да, затвореше телефон. Знаеш ли што баби како дига телефон? Полека. Така и го дигне, не го приближува. Тоа е страв. Чекаш 3 пати за Од зазвони, техника, па од да го технологија, од напредок, од нови. Да, мислам генерално е лесно па дури и за заштеда на електрична енергија која што многу иде во Да. нели во предвид на тоа. О, што сакаш да се ми кажеш случува. дека се што само во недела ќе се бањате со Не, далеко од тоа. Право, А па и ама тоа за лесно се организира. И Користење тоа, на- апсолутно. тоа лед Тоа е сјалици. само, не знаеш, преискористено, знаеш, тоа неделното бањање од времето на другарот Тито, Сега ќе си знаеш. влеземе во ритам ова зима, зашто сигурно дека ќе има Па би требало, рестрикции да. од било каков тип. И ќе се подсетиме на нашите златни. Ние два Детски. чекавме на времето. Ама ни се погоди време во сега. Јас ни Топло е. излучува струјата по 24 сата. Да. 24 сата и најавува. Рестрикции имавме, Ние така едва живеевме. чекавме да излучува. Да. Мрак. Нема 5 попладне, 10 сабајле, ето ти мрак. Едва и чекавме, под кебиња седевме, правевме журки. Па бензин можеш да полниш во пар, не Така да пар има многу денови. романтични моменти. Ја би сакал да има рестрикции, се додека не влијаат на Не знам, мојата Квалитетот на генерација животот. не знам како ќе живее без телефон. да Така е. У 24 часа, Да, без да. Инстаграм и без, не знам, Snapchat и Facebook, појма немам. Браво. Браво. Ете, бе. супер, јас сум позитивно И изненадан. јас сум многу задоволна. Да, и јас. Колега вие? Да, Десетка на испитот ќе му Предпоставам дадеме дека во вака индексот. размислуваат и тие што го Јас следат се и што го надевам. сакаат. Дај Тоа Боже е да најважно, размислуваат. значи тие што го следат да размислуваат или ако не размислуваат да го слушнат Да. и да почнат. И што е најдобро, мислам дека е он свесен дека Да. може да пренесе порака. И Да. тоа е многу добро. Тоа е само довербата и затоа го донела Па до... тоа викам, ова што е. сите имаме некоја одговорност како јавни личности, така да со голема моќ доаѓа голема одговорност. И тоа е Така тоа. е. Браво. Чекај момент, срце моје. Фала ти што дојде. Ова е воздухот од Ова е веќе од Јанче. Јанче. Ова е срце моје воздухот од Јанче. Ќе отвориш кутијата и ќе го вдишеш воздухот од Јанче. Ќе го нахраниш мозокот со кислород така повеќе и откако само за себе, не давај на жена ти. И после На жената тоа- и дај го да го пуни со батерија. Батерија. Оти ова е Е, чуварка така. за батерија. И ова е баш фино, баш кога си музичар, секогаш ти трошиш батерија и од далечински, И од микрофон. и од се. микрофон, а ти не си аналоген тип како Джончето. Рече дека ја со кабли. Он е еколошки. Добар воздухот. Добар, така? Добар. Остај кола, остај кола за Остај кола за добар. Има и на некоја овца на нешто такво, му убаво е добро. Нели убаво? На туто мириса, од Јанче, на туто мириса. Чао. Фала ти бе. Фала ти. Фала ви на поканата, се гледам.
Во наредна емисија се надевам. На концерт. Така. Секој човек е еколошки поединец и загадувач на планетава Земја. Замислете, во моментов имаме 8 милиарди загадувачи на планетава Земја. Страшно. Него има една многу добра фора, меѓу другите работи кои што препорачува Беа Џонсон е вели не купувајте весници, читете си од интернет. Па ние тука македонците сме визионери. Ние два весници. Ние весници од качиве без Па дали се свесни дека со тоа изумре цела една институција. Значи мене беше тоа ритуал. Каде и да сум, со каква и ноќ да сум имал. Кафе, цигара, вода ладна и весниците денешни пред мене. Сакав да бидам во... И ја души во една навика од некролозите од последни си вртедем кој умрел прво, па после се враќа, ама и се сеќаваш дека сме играле представа и сме чекале 2 дена да помине после премиера и да видиме што ќе напишат ова Македонија вечер. Така ли беше? И не знам екран еднаш неделна кој излегуваше. И се тресеш Иван Ивановски што ќе напише за тебе. Или Лиле Мазова. Значи, тоа беше, навистина, земаш во бифето и читаш, дали воопшто те спомнале кога играш или те пишеле во другите. Или ако си во другите, не чини. 2-3 лика и во другите, ама важно сме читале вестници. И сега конечно да заклучиме. Значи, ѓубрево може да се употребува повторно, во виши цели, се прават од него производи, кој знае што ќе измислат они што све во иднина ќе може да се направи од мене ми е сега сме на половина да речеме од првиот дел од сезоната. Најсериозен сум сега, мора во тренд е прашањето околу електричната енергија. Тоа ќе мора да е, значи тоа едва чекам да видам тоа како ќе се штери, ќе се исклучува. Што е поважно, телевизорот или фрижидерот? Што е поважно, да се истушираш или да спиеш на топло? Да, тоа ќе бидат дилеми, ви завидувам што ќе го доживеете тоа. Ќе видиме. И ќе бидете попаметни и поштедливи и по-така инспиративни, ама затоа тоа е добро да размислувате и за алтернативни извори на енергија. Нели Македонија има опција за многу ветерници, други мали хидроелектроцентрали и така, значи ова со водоводжија. Леонардо не го параше денеска. Немам ни намера да го парам повеќе. Доволно ми беа 4 обиди и ќе го донес. Ама нели се кладевме? Ма се кладевме за идната недела. Добро. И ќе го донесам и ќе видиш, знаеш дека сум мрдна. Добро. Па ако треба ќе се јавам и на некој од тие старлетите, што да правам се? Ама зашто па на Джиджи Хадид нема да се јавиш? Со Джиджи сум вака. Па Джиджи Биджи. Ама не бе, јас со Джиджи селектор што беше. Па нели сум некој ќе земе Игор гитарата, вакви се двајцата. Што се договоривте? Ништо, ќе ме моли и преколнува. Тој? Го чекам пред врата, да. Кога тоа? Ќе ме моли. Секој ден. Секој ден ќе ме моли. Земи метлата и преку Радишани, преку Бутел оди до центар. За кај мене до душа, до Козле малце високо ти е, ама не се грижи, поголема метла ќе ти дадам. Да летнеш. Знаеш што вика за тебе, дека си вештерка? Дур свати она. Јована, знаеш што му кажеш? Еден ден ке ме молиш, ке ме сонува. Така е, се сложувам. Баш тој ден ке ме сакаш и проконува. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Ајде! Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, Со кого не сакам да знам. Чао Македонија, почна се распаѓа студиото. Чао!